Почитувани и присутни, драги Никифорци, добар ден. Благодарам. Знаете дека името на вашево место во превод значи победоносно. Вистинска реткост е името на едно населено место толку доследно да ги изразува моралните вредности на неговите жители и да биде верен приказ на неговата историја. Нема посимволично место од ова, кое е дало толку многу борци за слобода. Денеска сме собрани тука, победоносно Никифорово, за да се подсетиме на најпознатиот и најголемиот меѓу нив, нашиот народен херој Чеде Филиповски Даме. Освен локалниот историски музеј, нема му се посветени многу книги и монографии. Речиси нема позначајно дело за НОП, каде што не се среќава неговото име. Сето ова не тера да си го поставиме прашањето: како овој млад човек, кој живеел само 21 година, станал инспирација на цели генерации? Преку сведоштвата за краткиот, но бурен живот на Чеде Филиповски Даме, пред нас широко се отвораат страниците на славната македонска народно-ослободителна и антифашистичка борба, затоа што неговото име ги поврзува најзначајните моменти и личности на НОП. Пред војната, како дел од младината со прогресивни демократски идеи, Чеде се спротивставувал на обидите за асимилација и се залагал за слобода и социјална правда. Чеде Филиповски во 41-та, заедно со идеологот и организаторот на НОП, Кузман Јосифовски Питу, учествувал во подготовките за вооружено востание тука во Мавровскиот крај. Наредните 2 години, како заменик командант, се вклучил во 2 партизански одреди, во Мавровско-Гостиварскиот и Мавровско-Кичевскиот, и ја предводел елитната диверзантска група која им има нанесено сериозни штети на окупаторските власти. Тој бил присутен и во базата на главниот штаб на Народно-ослободителната војска во Лопушник, каде што покрај другите биле и Михајло Апостолски, Страхил Гигов, Цветко Узуновски, Владо Малевски, Видео Смилевски и многу други. 44-та, Чеде Филиповски како заменик командант на првата македонско-косовска бригада, со пушка и со песна ги предводел своите соборци низ најопасните моменти на февруарскиот поход. Воените историчари и стратези се согласни дека од исходот на февруарскиот поход зависел на тамошниот тек на нашата борба. Во најкритичните моменти, кога многу други армии би го положиле оружјето поради суровата зима и постојаните непријателски напади, токму Чеде Филиповски успел да го подигне моралот на своите соборци за да им помогне да издржат. Кога во еден момент биле обкружени, токму Чеде со храбра диверзија и овозможил на бригадата да го пробие непријателскиот обрач. Првата македонско-косовска бригада не само што успешно го завршила походот, туку одиграла и клучна улога во разбивањето на пролетната офанзива на фашистичкиот окупатор. Со овој подвиг, бригадата помогнала во создавањето на слободните територии и практично го отворила патот за одржување на Асном. Името на Чеде Филиповски го среќаваме и меѓу делегатите на државотворниот Асном, подосна и јавној, но малкумина знаат дека не бил физички присутен во манастирот Свети Прохор Пчински, бидејќи тие денови се борел за ослободувањето на делови од Западна Македонија, Дебар, Охрид, Струга, Кичево и Тетово. А веднаш по војната, заедно со Асо Шопов, председавал со Народно-ослободителниот Младински сојуз на Македонија. Почитувани присутни, не е претерување ако кажеме дека преку животот на Чеде Филиповски можеме да реконструираме голем дел од НОП. Го среќаваме насекаде и колку и да се трудиме, нема да го најдеме во задните редови, како дава инструкции од безбедна дистанца. Неговите соборци сведочат дека тој во секој напад бил меѓу првите, а при повлекувањето меѓу последните. Секогаш присутен таму каде што е најтешко, поради што ја стекнал довербата на неговите соборци кои безрезервно му верувале. Не случајно, еден од неговите другари и соборци, Крсте Црвенковски, се прашувал како можело тоа младо момче без воено образование толку стратешки и тактички да ги проценува ситуациите и ниту еднаш да не претрпи загуба и да не падне во заседа. Освен за вештините, сето ова зборува и за интегритетот
честноста и хуманоста на Чеде Филиповски. При тоа пофалните зборови за неговата личност не доаѓаат само од македонци, туку и од албанци, турци, власи, срби, евреи, практично од сите негови соборци, независно од нивната етничка припадност. За Чеде Филиповски, борбата за слобода и правда била надетничка. Затоа заедно со албанскиот антифашист Том Ѓелјај Шумски, Чеде раководел со Мавровско-гостиварскиот одред. Во име на македонските партизани, Чеде склучил спогодба со Мехмет Шеху за ослободување на Дебар со здружени сили. Конечно, во прилог на ова зборува и неговиот брак со битолската еврејка Жамила Коломонос Цвета. Дури и нашиот народен поет Кочо Рацин бил восхитен од Чеде Филиповски, во кого препознал вистински македонски партизан и патриот кој се бори за остварување на илинденските идеали. Драги пријатели, пред неколку децении, по повод сличен на денешниот, еден автор напишал новинарски текст посветен на Чеде Филиповски даме, што го насловил «Херој над хероите». Уредништвото на весникот реагирало и побарало тие силни зборови да бидат ублажени. Прашан за неговото мислење околу тој наслов, Крстец Црвенковски рекол: ако некој наш соборец воопшто го заслужува епитетот херој над хероите, тогаш тоа е секако Чеде Филиповски даме. Ние не смееме да ги забораваме великаните на НОБ, туку секогаш одново да се инспирираме од нивната борба и жртва за нашата слобода. Чувајќи го споменот на нив, се подсетуваме и на вредностите неопходни за да се изгради едно слободно и праведно општество. Слободата се стекнува еднаш, но мора да се чува и штити постојано. Само така ќе имаме образ да кажеме дека сме достојни наследници на овие јунаци и да покажеме дека нивната жртва не била залудна. Слава му на нашиот народен херој Чеде Филиповски даме, слава им на сите борци кои се бореа за слободна македонска држава.